Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Еве, денес со вас за што ќе зборуваме. Уставниот суд почна да испитува праксата на линеарно зголемување на пензиите, откако се поднесени 20 граѓански иницијативи. Пензиите се зголемуваат паушално, без да се земе предвид растот на трошоците за живот и просечната плата. По законските измени за пензиите, Комисијата за заштита од дискриминација утврдила дека 12.000 пензионери кои живеат во странство не го добиле второто линеарно зголемување од 2500 денари. Се грижили државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век. Тоа е она што зборуваме денес со вас. Секако за учество во црвена линија стандардно е вртењето на нашиот добро познат број 02-307-0005 и секако еве една напомена на самиот почеток при вртењето на нашиот број, откако ќе ве превземат во режија, јас ве замолувам да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот, да зборуваме јас и вие само на телефонската слушалка. На самиот почеток ќе ве потсетам да не заследите и на Инстаграм, секако и на Фејсбук. Се што ви треба се профилите на Црвена линија и Телма телевизија. Кога станува збор за Инстаграм, Црвена линија и денес во текот на целиот ден на Инстаграм стори ја објави анкетата. Еве зашто сакаме да дадете одговор. Дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани? Како што гледате, имате две опции за одговор. Да, не. Кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор. Ќе ги сумираме резултатите во проценти и, како и што е редовната пракса, ќе ги соопштиме некаде кон крајот на ова денешно издание. А ова издание ќе го започнеме пред да ја почнеме дискусијата со вас, секако со прилогот на Билјана Николовска. Оценка е зголемувањето на септемвриските пензии за јадарка, а во прашање е јадарката која пензионерите треба да ја земат дополнително напролет. Уставен суд на сопствена иницијатива ќе преиспитува дали зголемувањето од вкупно 2000 денари е во согласност со Уставот. Судот одлучи да отвори предмет за линеарното покачување бидејќи смета дека се повредени правата на пензионерите и тоа со последните измени на законот кој ги донесе власта. Спорно е тоа што во членот кој е изменет при пресметката на покачувањето не се води сметка за должината на работниот стаж, за висината на пензијата и придонесите кои се плаќани. Уставниот суд во оваа фаза од постапката изрази сомнеж дека оспорениот член 2 ги нарушува уставните принципи за социјална праведност, еднаквост на граѓаните како и правната сигурност и легитимните очекувања како правни принципи. Имено се постави прашањето дали оспорената одредба продуцира дискриминација по основ на износот на пензија и нееднаквост помеѓу примателите на пензии, односно оние пензионери кои имале подолг работен стаж, повисоки уплати во пензискиот систем и повисока основица, добиваат помало зголемување на пензиите наспроти пензионерите со пониските пензии. Измените ги донесе собранието на крајот на јули, а повисоките пензии на пензионерите беа исплатени од 1 септември, а следното линеарно покачување требаше да биде на 1 март следната година. Пресметката за начинот на кој ќе се добие линеарното покачување, пропишано со новиот член, е сомнителна за судот. Со поведувањето на постапка за оценување на уставноста на оспорениот член, Уставниот суд ќе испитува дали законското решение е оправдано и во доволна мера избалансирано. Предлогот е на судијата известител Добрила Кацарска, а бил прифатен од мнозинството суди. Претходно, на пензионерите линеарно им беа зголемени пензиите во 2 наврати за вкупно 5000 денари, но ова веќе е застарен предмет. Со измените на законот е вметната одредба и дека пензиите се исплаќаат на територијата на државата. Оние кои живеат во странство ја оспорија ваквата одлука, па Уставниот суд и за ова има добиено иницијатива за која допрва ќе одлучува. А ние денес во Црвена линија ве прашуваме, се грижи ли државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век? Ке потсетиме дека имаме и активна анкета во текот на целиот ден, а тоа е дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани според вас. Вртете го бројот 02-307-005, задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот и секако имајте во предвид дека за едно вклучување се предвидени временски 90 секунди. Секако секој ден од вас е добре доден и повторно да го заврти нашиот број, за да се надополни, доискаже во нови 90 секунди. Па добар ден. Дали се слушаме? Добар ден.
Добар ден. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. добар ден. Поздрав до вас и еве дали сметате дека државата доволно се грижи и исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век? Слушай, Тина, јас многу време пратам вас, а не е линеарното добро зголемување за пензии. Ало? Продолжете, ве слушаме. Јас имам 40 години стаж и уидех со минимална пензија, работех у школата таму. Не може да слушаме. Ве слушаме, продолжете си, зборувајте си. Да, и линеарното зголемување, значи не е нај, треба оди спрема па големината на плата да се зголемува, не на сите исти. Да. Според вас еве генерално се грижили државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век? Ама не е исто, бе, синче, 45 години стаж и да имаш 20-30 години стаж. Иста пензија да имаш. Добро, дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани? Не би требало низ да има тони пензија таму у странство. Ние тука мала пензијичка и отара, они там имат и странски пензии. Не, они до таа пензија, ги сватам, не се дојдат. Така, благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не следите, а и ова беше првиот гледач кој што можевме да го слушнеме. Од овој момент продолжуваме секако со секој ден од вас. Па ве прашуваме, се грижили државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Како прво Уставниот суд ја покренува постапката само иницијативно. Да испита дали е правно покачувањето линеарно или процентуално. А дали Уставниот суд се прашал за време приватизацијата да покрене нешто, колку граѓани се оштетени од државата, од системот и посебно од Уставниот суд? Зошто не покренат неплаќање на придоници што не се плаќале, а граѓаните и работниците се работиле? Значи, ова не е дискриминација, ова е на квадрат дискриминација врз стопанството. Значи, администрацијата тогаш се си зимаа плата, а вработените беа отпуштани од работа. Па не ли е срамота 400.000 вработени имаше искарано од работа, а некој работеа и не се плаќаше придониц? Па како не ги, како прво морално да сватат дека во државата има категории, што има социјални пензии, има во државата минимални пензии. Дали ќе се запрашат некаде за инвалидските пензионери? Како не ги е срам како прво? Ако второ, линеарното покачување до сега е најхармоничниот закон направен во оваа држава. Другото се што е направено за... Големо благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ќе потсетам, доколку сметате дека оние предвидени 90 секунди не ви се доволни, се додека траеме, ве охрабрувам слободно повторно да го завртите нашиот број 023070005 и да се доискажете на дополните во нови 90 секунди. За сите оние кои што полесно им е да се искажат, да дадат одговор на денешните прашања на Црвена линија, имате простор за тоа, доволно е да не заследите на Facebook, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но потсетувам секако да се заследи и профилот на Телма телевизија. Ние темите ги објавуваме и на двата профила, на двата зида, што значи имате можност да пишувате одговори, да споделувате коментари, кои што редовно ги читаме, се разбира во секој едно издание меѓу вклучувањето на гледачите. Еве како изгледаме денес таму. Прашуваме дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани. Но секако целосно еве во описот е објавена и темата, па и тука е поставено прашањето, се грижи ли државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век.
Наскоро ќе почнеме и со коментари и уште една напомена секако во излагањето и во пишувањето, па и во вклучувањето во живо, да се држиме, ве замолувам, до културата, нивото и етиката на црвена линија, тоа да се избегнат погрдни зборови, вулгарни зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство. Продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Јас верувам дека државата се грижи за сите граѓани и оние што се пензионираат, што имале големи плати, на големи функции, они добиле голема пензија. Мислам, сега, овие што имаат помала плата, имале помала пензија, тоа е нормално. Али кога они одат више у пензија, они не се више продуктивни. И треба зголемувањето на пензија да биде линеарно, исто, зашто никој не е продуктивен, ни овој со мала, ни овој со голем. А слушаме дека овие во странство, мислам, дали се дискриминирани. Па ја мислам дека не се, зашто они увек, слушам овие емисии, увек кажуваат дека овде во Германија е поевтино, таде исто све е поевтино, че тука луѓето ги важат, они. Јас сум бил у странство и знам како е, да не е поевтино, ама оние те кажуваат некој, да попуст некој има некоја продукти за фрлање, па ги попуштили у понеделник и одма кажуваат на фейсбук слики, еве овде се домати толку, а тие домати да никаде се за фрлање. Тоа јас имам да кажам, ајде, поздрав и пријатно. Благодарам за се она што го кажавте и споделивте во ова денешно издание на Црвена линија. Останете и продолжете и понатаму да не следите. А ние ќе ве подсетиме за се едно нешто за кое што сакате да бидете целосно, навремено информирани и секако да добивате информации во најкус можен рок, доволно е да кликнете на tilma.com.mk. Во однос на она за што зборуваме денес со вас, не заборавајте да го задржите своето внимание на овој наслов. Пензионерите во странство дискриминирани. Мора да го добијат покачувањето. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дека измените на Законот за пензиско-инвалидско осигурување индиректно ги дискриминираат пензионерите што живеат во странство, кои останаа без мартовското покачување од 2500 денари. Спорниот член условува исплата на покачувањето само за пензионери кои живеат во земјата, што ги става во нееднаква положба со останатите. Комисијата препорача Министерството за социјална политика и собранието во рок од 180 дена да го изменат законот. А Црвена линија ве прашува: се грижи ли државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Верувам дека не. Направете го тоа веднаш. Го намалувам, го намалувам. Да. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар Во врска со линеарното покачување на пензиите во фиксни износи. Тоа не може да биде уставно, затоа што пензионерите, додека сегашните пензионери, додека работеле, не плаќаат сите износ во фондот пензиски. Значи, она решение кое беше порано, плюс животните трошоци, тоа треба да биде покачување. Доколку власта сака на тие што имаат мали пензии, да им направат погодности да имаат повеќе пари, овој износ што го дава како линеарна пензија, треба да го дава како социјална поддршка. И тука нема да има спротивно со уставот. Затоа што имаме и пензионери кои примаат повеќе него просечниот личен доход, просечната плата во државата. Тоа е во врска со линеарното покачување. Второ, за пензионерите, тие 12.000 што имаат наша пензија, а живеат во странство. Тие очигледно се дискриминирани ако не им се плати било кое покачување. Затоа што тоа е нивно стекнато право, оствариле пензија и секое покачување треба да го добијат. Тие не можат да бидат интересни за власт или за опозиција само кога им треба да гласнат. Благодарам многу за вашето учество и секако за одговорите во денешно издание на Црвена линија. Останете со нас.
Кога сме кај telma.com.mk, секако кликајте, информирајте се, но еве уште еден наслов кој што го препорачуваме во однос на она за што зборуваме денес со вас. Дали државата погреши со линеарното зголемување на пензиите? Уставните суди одлучуваат. Дали државата ги измеша социјалната политика и уставните принципи? Уставните суди од денеска почнаа да го расветлуваат едно од клучните прашања, а тоа е линеарното зголемување на пензиите. Колку ваквата исплата на примањата на највозрасните граѓани е правично или пак може да биде противуставно. Судот добил 20 на иницијативи од граѓани во кои наведуваат дека со овој начин на исплата има нееднаков третман. Во зголемувањето на пензиите не се пресметува растот на трошоците за живот и просечната плата, туку тие се исплаќаат паушално. Црвена линија прашува дали државата има фер третман за сите пензионери. Добар ден. Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме во црвена линија. Добар ден, Тина, овде Маријана од Скопје. Голем поздрав до вас, госпоѓа Маријана, повелете, ве слушаме. Поздрав и емисијата е многу убава и едва ја дочекавме да се имитува. Драго. Да знаете, а за тоа фер можете за пензионерите тоа слободно да им го испратите на тие што ги одлучуваат тие линеарни покачување и зголемување на пензионерите. Тоа е на вид деградација. Не е истотина, некој 40, над 40 години стаж да има и да добива исто со оној што некогаш не ни работел ни еден ден, пошто таков закон се донесе, а да зима исто и пенсија и да му се зголеми исто како претходните што ги надбрат. Затоа фер го бришаме и не сакам да го слушам тој збор. Макар за пензионерите, а не за све друго што е. Дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани? И тоа прашувам. Не се дискриминирани затоа што тие не биле во нашата држава и немаат никаков удел во пензионскиот фонд и затоа Ало? Да, ве слушаме. И затоа треба да си решат со тоа како и што. Така. Големо благодарам за учеството и продолжете да не следите и вие понатаму. Ве пренесувам онаму каде што пристигаат коментари и секако ве подсетувам, давајте одговори, секако и коментарите ги читаме во рамки на секој едно издание на Црвена линија. Еве што напиша Срđan Милутиновик на прашањето дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани. Не се дискриминирани. Ако 6 месеци не живее во државата, не може ние даночните обврзници да ги финансираме. Како што и според закон за попис или избори во избирачки список, тие де јуре не треба да бидат вклучени во пописот, односно да бидат во избирачкиот список. Едно е 6 месеци или повеќе да престојуваат надвор од државата. Познавам такви случаи, меѓутоа заминати се со туристичка виза или пак имаат привремен престој и правила колку може да седи со едно влегување во државите со кои имаме безвизен режим. Но ако извадил така наречена лична карта за странци и регистрирал престојувалиште, нема право на бенефиции, односно да биде попишан или да биде на избирачки список. Постојат правила кои и во кој случај може да се регистрира за гласање во дипломатско-конзуларните представништва. Ама на пустите 8% многу им се виде дека некому ќе биде многу затоа што имал висока пензија. Ама, како што веќе 5-6 години се зголемуваат пензиите за некоја 1000 динари, односно добиле кумулативно зголемување од некој 30%, вкупно не виделе дека со 8% секоја година дека пензиите барем 70% ќе им пораснеле. Рака на срце, инфлацијата, цените и сите други економски фактори, генерално само номиналната вредност пораснала, но реалната вредност и паднатата
и е падната и со сите зголемувања. Благодарам многу, господине Срџан, продолжете, пишувајте коментари. Преминуваме на вас во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот. Да. Дали сум во Во црвена линија сте, повелете. Добро, благодарам. Видите, моментално кај нас немаме линеарно зголемување, ние имаме паушално зголемување. Зголемување кое се коси со законот. Законот е еднаков во сите екс-ју простори, во држави и во Европа. Тоа е многу мала разлика од држава до држава. Така да, линеарно зголемување на пензиите може да се случи еднаш у 2, у 5, у 10 години, зависи од некоја елементарна непогода, зависи од голема порција меѓу највисоките и најниските пензии, али не може постојано. На 2 пати е кршен законот. Ние од паушал кажа ќе даеме 2 пати по 2.500, 2 пати по 1000 динари, а пресметка не е направена. Значи, нема соодветно зголемување на пензиите. Што се однесува до пензионерите во странство, не би рекол дека се дискриминирани, затоа што ова зголемување се дава за раст на платите и животни трошкови во земјата, а не надвор од земјата. Не разбирате? Значи, за друга земја си важат други правила. Така, благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. А ние денес и понатаму ве прашуваме. Ви се чини ли дека државата практично исто се грижи за сите граѓани кои што го завршиле работниот век? Дали пензионерите кои што живеат во странство според вас се дискриминирани? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака, прво поздрав до вас и до вашата телевизија. Благодарам многу. Интересна тема и тема реално за дискусија. Значи, со линеарно зголемување на пензиите, де факто и де јуре е повреден уставот. И не случајно многу граѓани, а и Уставниот суд, бидејќи се работи за правна материја, е поведена иницијатива, бидејќи линеарно зголемување е популистичка мерка, да не кажем партиски, за одредена категорија на пензионери, затоа што со линеарно зголемување добиваат пензионерите кои имаат некаде околу до 25.000 денара пензија. Сите останати пензионери кои спаѓаат во категоријата од 25.000 па над 60-70 колку има секој во согласност со тоа што колку плаќал претходно за пензиско и здравствени и социјално осигурување, значи повредата се состои токму во овој дел. Не може некој да плаќал цел живот повеќе, а сега да биде ограничен со популистички мерки од линеарно зголемување. Благодарам многу. Ке подсетам 90 секунди е време траењето на едно јавување. Ке му се заблагодарам секако на господинот за споделените одговори со нашите гледачи и ке го охрабрам се додека траеме, слободно можете повторно да го завртите нашиот број 023070005 и да се доискажете и секако да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани, се грижели државата исто за сите граѓани кои го завршиле работниот век? Добар ден. Добар ден. Секако предност даваме на гледачите во живо. Јас уште еднаш ќе дадам шанса, ќе речам добар ден. Добро. Продолжуваме унаму каде што пристигаат голем број на коментари. Драго ми е, бидете активни, секако и тоа се одговори и учество во денешната дискусија.
Продолжуваме со коментарот и оно што го напиша Благоја Петровски. Во Македонија во многу области работите се комплицираат намерно, без потреба. Па после се предлагаат различни решенија зависно од тоа што на кој како му одговара, односно се гледа личниот интерес. Така и со пензиите решението е едноставно, само кој сака да го види. Си има реални принципи како се зголемува пензија, а не линеарно, процентуално. За тие со најниски пензии си има решение без да се оштетат тие со повисоки пензии. Како што е во Австралија, за тие со најниски пензии, државата од буџетот ќе одвои пари согласно трошоците за живот кои ги мери Заводот за статистика, без да се оптоварува и меша фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои исплаќаат пензии согласно колку години работен стаж, што работел и колку плата земал вработениот. И тука нема дилема. Благодарам многу, Благоја Петровски, продолжете, пишувајте коментари. Ајде да видиме што одговори ќе слушнеме во вклучувањето во живо. Добар ден. Добар ден, поздрав од Германија. Поздрав до сите кои што наши не следат од Германија. Ете така, ајде на брзина вака. Го гледам тоа, ако некој уплаќал во системот во македонското пензиско, во македонскиот пензиски систем 15 години или 20 години, сега живе во Бугарија, Србија или не знам каде, значи тој ги има истите права како и другите. А ако јас сега сум дојден од Франција и живеам во Македонија или сум имал пензиски стаж во Словенија и сум го префрлил во Македонија, значи треба да ги имам истите бенефиции. А кога се работи за линеарното покачување, вака ги гледам работиве, не може некој кој бил во парламентот 5-10 години и седел и некој кој работел во конфекција 30 години, работела и да зима 15.000 денари пензија, а овој ќе зима 70.000 денари и кога ќе дојде 5%, тој ќе зема уште, да не кажам, 3-4.000, а ова жена ќе зема само 500 денари. Па еве, кога ќе направите една паралела, ќе го искористам вашето вклучување од Германија, како се третирани таму пензионерите и овде? Линеарно е овдека зголемувањето, значи, за сите е толку. За сите е толку. Добро. Благодарам многу и продолжете за секоја една наредна тема и да се вклучувате и секако да не следите. Поздрав до сите наши кои што не следат во овој момент каде и да сте. Благодарение на напредокот, интернетот, технологијата, секогаш постои можност, апликации да се гледа Телма телевизија и секако еве да бидете активни било каде и да сте во светов со вклучување во црвена линија. Благодарност уште еднаш. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Ето вака, значи јас имам 42 години работен стаж. Зимам колку зимам пензија, некој има 15 и 20 и зима поголема пензија од мене. Нормално се знае кој колку уплаќал и кој колку бил на функција. Значи, колку му уплаќала државата, сега со честни исклучоци што има приватни што се уплаќале, значи тоа го исклучувам. Иначе државата плаќала на секој што работел во државно, а не плаќал он. Значи, јас сум за линеарно, затоа што еве некој 15 години работел во ред, меѓутоа работел некоја работа што работел за други да зимаат поголема, значи стопанството работело за тие функционери да зимаат поголема пензија. Значи секој добил пензија колку што добил, не значи дека треба и понатака да добива повеќе. Значи тоа што е уплаќање ти затоа зимаш таква пензија како што зимаш. Затоа мислам во ред да биде линеарно. Еве во Австралија, не знам и во каде која друга држава, ви имате луѓе што уопште немаат работен стаж, а зимаат некоја минимална пензија. Значи мора кај нас владата да и на тоа да размислува, затоа што има што луѓе со 5, 10 и 15 знаеме колку години работеле, знаеме порано дека не се плаќаше стажот, така работеа на диво повеќе, така да ќе мора и на тие кој колку уплатил да му даде пензија и луѓе имате стечајци што не им платила државата, што да прави?
државата работеле. Значи мора државата да најде некој таков механизам за секого да има пензија, значи. Затоа што секдека во светот има бенефиции за такви луѓе што се помалку стаж за пензија. Благодарам многу за вклучувањето. Одиме повторно на Facebook. Маја Наскова напиша: пензионерите што живеат во странство не треба да добиваат линарно зголемување на пензиите. Тие пари не се трошат во Македонија и не се враќаат во буџетот преку данокот на додадена вредност. Затоа зголемувањето треба да важи за оние што живеат и трошат тука, а не за сите по автоматизам. Па, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве, уште еднаш ке речам добар ден, секако продолжете, бидете активни и на социјалните медиуми. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака, прво за тој дечкото што се јави од Германија, би го поздравил многу и да му кажам дека е сепак тоа Германија. Таму се плаќаат сите давачки, а не како кај нас, каде што многу тазе пензионери или бивши пензионери, не е битно, работеле 15 години, зимале плата, а колку нека кажат колку зимале под рака во кеш, а плаќале најминимални придонеси. И не е во ред сите да зимаме линеарно покачување. Јас сум тазе пензионер, 44 години сум двоел за тоа пензиско и здравствено осигурување. И не е во ред некој што само 15 години има стаж, наводно стаж 15 години, а работил 30-40 години и колку под рака зимал пари, не помнел во фондот, а да зимаме исто. Дали сите зимаме исто плата, кажете ми? Еве вие. Дали сите во вашата фирма зимате иста плата? Не. Така исто и за пензиите. Го поддржувам претходниот што беше вако гледат, што истото кога сам кажа. Паушално не, процентуално само. Толку од мене, фала ви многу пријатно. Големо благодарам и од наша страна до вас за учеството и за одговорите. Одиме повторно на Facebook, еве што напиша Ди Хектопов. Пензионерите со линарно зголемување се покрадени. Над 85% им е намалено зголемувањето со законот за процентуално зголемување поради една мала група пензионери кои со 15 години или земјоделска пензија успеале да дојдат до минимална пензија. Во септември зголемувањето требаше да биде 7,5%, годишна инфлација од 4,6% и годишен раст на просечната плата од 10,4%. Така да и оние со пензија од 18.000 денари со процентуалното зголемување кое владата го укина, треба да добијат 1.368 денари, а не 1.000 денари. Со линеарното сите се губитници, само владата е добитник. Повеќе пари за нив за крадење. Да објасни владата каде се парите на оние кои не дочекале пензија, смрт и селување, а одвојувале од бруто платата во ПИО, кој ги троши нивните вложени пари во ПИО. Сите треба да добијат зголемување и оние во диаспората. Тоа име заработена пензија и плюс се државјани на Македонија. Благодарност и до Хектопов. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, веќе секако повелете. Секоја чест имате прекрасна емисија оваа вечер. Благодарам. Прекрасна тема. Ете, јас се уште не сум пензионер, не сте ни вие, меѓутоа ќе дојдем и ние ќе бидем пензионери едно ден. Не треба да заборавим дека Македонија 30 години во транзиција. Дека некогаш за вработување требаше да поминеме 30-32 години за да дојдеме до прво работно место. Не заради тоа што бевме работно неспособни, него затоа што вработувањето беше по некои други критериуми. Не знам, вие сте помлада од мене тоа, дали сте го затекнале тоа време или не, меѓутоа така беше. Така да, тоа што некој имал стаж 20 години, а друг имал 45 години, не значи дека повеќе работел тој што имал повеќе стаж и повеќе придонесел према државата. Од таа гледна точка треба да сватиме дека после 64-65 години ние се ќе бидеме немошни, стари луѓе. Тогаш ќе ни требат нас средства за
болници, за сите тие работи, така да може би толку многу не ни значи дали едниот што бил директор земал таму 150.000 денари пензија, другиот зема таму 20.000 денари пензија, затоа што здравството си е здравство, треба да идете таму и да го платите, да направите операција на срце, нели? Дали е конфекционер, инженер или не знам што таму, така да од таа гледна точка би требало државата да има. Благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори. Додека траеме, секако секој ден од вас може повторно да се вклучи за да можете да се надополните. Нина Живковиќ еве што напиша предлог. Платите на вработените да се покачуваат линеарно. Благодарам и за Нина за учеството. Бидете активни понатаму. А ние продолжуваме со вас и ќе подсетиме денес Црвена линија прашува еве дали ви се чини дека подеднакво за сите граѓани кои што го завршиле својот работен век се грижи државата и дали пензионерите кои што живеат во странство се дискриминирани. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Однос на пензиите сакам да кажам следното. Прво сакаме да имаме линеарно качување на пензиите, треба значи линеарно да плаќаме допринос подеднакво сите и тоа ќе имаме право сите подеднакво да добиеме покачување или ако треба некојаш намалување и тоа може да се случи, не може да плати државата, ќе се намали пензијата. Меѓутоа, ние едно забораваме, сите го кажуваат дека државата му плаќала на некого допринос. Државата никому не плаќа допринос, работодавецот го плаќа тој допринос. Државата е крива зашто тие фирми кои што не го уплатувале тој допринос на работниците да имат поголеми, поквалитетни пензии. Тука е виновна државата затоа што службите кои што треба да водат сметка, дали не само да се плати личниот доход, платата и здравствено осигурување, а за пензиското може и да го пресека. Тука значи некој не работи како треба и затоа ни се случи ова. Друг проблем е, да речеме некој многу покасно почнал да работи. Значи во наши услови работел нормално некад 15, 16, 17 години. Па не може он да има иста пензија и со оној што има 40 години. Значи сепак сум за тоа процентуално во зависност колку си вложил, толку да добиеш. Не да има градација како сака линеарна. Мора да биде тоа како што си влагал, така и ќе добиеш. Благодарам. Поздрав. Благодарам и еве ќе го споделиме и коментарот на Ленка Минова. Државата не е таа што треба да се грижи. Пензијата е заслужена врз основа на работниот стаж и процентуално е давано средства во фондот и процентуално треба да има покачување на пензиите. А пензионерите во странство не само што се дискриминирани, туку и понижени од власта затоа што тие во овој пензиски фонд плаќале додека работеле и треба секое покачување да го добијат. Почитувани, дојде времето да ги погледнеме рекламите, не го менувајте каналот, следуваат по рекламите секако и резултатите од денешната анкета на Црвена линија. Хајде да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм како одговорија во текот на денешната анкета на Црвена линија. Прашањето беше дали пензионерите кои живеат во странство се дискриминирани. Со да одговорија 54%, со не 46%. Секако тука ќе ви се заблагодарам за тоа што токму вие како граѓани секој едно издание на Црвена линија го креирате. Споделувате и разменувате искуства, ставови, мислења. Ќе ве предизвикаме и утре секако со интересна тема, а она што препорачуваме е да кликате и на telma.com.mk. Информирајте се брзо, квалитетно и навремено. И не го менувајте каналот, останете на Телма. Довидување.